Почитувани, подолг период ја предупредувавме јавноста дека власта нема стратегија за контрола на растот на цената на струјата и баравме од владата да излезе со нејзини предвидувања за тоа што ќе се случува со цената на струјата, но тоа упорно го крие. Само по себе, поскапувањето на струјата од 10% по втор пат оваа година неизбежно ќе биде силен удар врз граѓаните и фирмите, а заедно со поскапувањето и на бензините, директно ќе влијае во насока на зголемување на цените на храната и останатите основни производи неопходни за да се преживее. Но покрај јавно објавеното поскапување на струјата од 10%, власта ни приреди уште еден ценовен шок, кој внимателно го крие до самиот крај. Регулаторната комисија за енергетика, предводена од Димитар Петров, бивш функционер на ВМРО-ДПМНЕ, реши без никаква претходна најава да ја укине и дневната ефтина тарифа на струјата, која важеше од 13 до 16 часот. Тоа е направено токму во пресред на празникот Илинден, како обид ова дополнително поскапување да помине што помалку забележано од јавноста. Укинувањето на дневната ефтина тарифа на струјата, направено молчешкум, е еден од најподмолните потези што сме ги виделе. Со ваквото скриено поскапување, струјата поскапува не за 10%, туку за околу 20%. Дневната ефтина тарифа беше традиционална можност за пензионерите, за невработените и социјално загрозените категории да штедат и со тоа барем малку да го заштитат својот буџет. Сега веќе пензионерите и останатите ја изгубија слободата да го приготвуваат ручекот во време на ефтина струја. Продзире необидот на регулаторната комисија да ја помогне на власта. Поскапувањата на струјата да ги направи сега, за да нема нови до локалните избори во март наредната година. Власта всушност се надева дека до тогаш можеби граѓаните ќе заборават и гневот ќе им се намали. Со ова, регулаторната комисија се претвора во срамен приврзок на власта, која не помислува да ги укине рекламите на Елем и Мепсо или да се откаже од барокните фасади на овие компании, но бара начин како на народот да му го скрие поскапувањето на струјата. Почитувани, власта ги премина сите граници. Претера и со поскапувањата, претера и со обидите тие кукавички да ги скрие. СДСМ, како опозицијска партија, ќе ги употреби сите механизми кои стојат на располагање за цената на струјата да се врати назад на претходното ниво. Затоа, во име на секое домакинство во државата, бараме регулаторната комисија за енергетика итно да ги повлече донесениот правилник и тарифници. При тоа, ја повикуваме ВМРО-ДПМНЕ да не се оправдува со наводната независност на комисијата и јавно да се приклучи кон барањето на СДСМ. Доколку нашиот апел не биде прифатен, најавуваме дека ќе ги искористиме сите расположливи демократски мерки. Најпрвин, по повторното започнување со работа на Собранието, ќе поднесеме предлог одлука за разрешување на председателот и останатите членови на регулаторната комисија и тоа по итна постапка. Очекуваме председателот на Собранието Велјановски предлогот да го стави на дневен ред. Доколку тој тоа не го направи, од теснопартиски интереси за ВМРО-ДПМНЕ, ќе поднесеме интерпелација за членовите на регулаторната комисија за енергетика. Дефинитивно, време е за освестување, затоа што така наречените успеси на ВМРО-ДПМНЕ се порази за Македонија. Борбата навистина мора да продолжи.